Меѓу двете компании кои доставија понуди на тендерот за избор на фирма која ќе ги руши дивоградбите во Охрид е и фирмата на советникот Нефи Усеини, собственик на дивоградбата пред Чинарот, која деновиве крева многу врева во јавноста. Усеини во разговор за телевизија 24 потврди дека учествува на тендерот со неговата фирма Нефи ИК. Денеска во општина Охрид беа отворени понудите на тендерот, а во конкуренција за избор е уште една фирма. Усеини пред неколку дена направи јавно отварање на неговата пицерија од која дела дивоградба, а на отварањето присуствуваше и струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Градоначалникот на Охрид пак, Константин Ѓоргиев, најави дека дивоградбата ќе биде отстранета веднаш штом се создадат услови. Како една од причините за досегашното непостапување беше наведено и тоа дека се уште не е избрана фирма за уривање. И покрај донесените акти од страна на инспекторот, инвеститорот таму продолжил со градба. Тоа е негова, да речем, одговорност. Тука станува збор за дива градба која што ќе биде третирана исто како и сите други. Тоа значи? Ќе се отстрани. Или ќе биде легализирана? Не може да биде легализирана затоа што имаме записник од инспектор. И архитектите и планерите апелираат дека дивоградбите од ваков карактер директно се косат со препораките на УНЕСКО. Постојат мерки, односно алатки, механизми со кои што треба да се интервенира. Ова е многу сензитивен простор, се наоѓа до Чинарот, навистина најцентралното место на градот и мислам дека со посебно внимание треба да се однесуваат уште при било какво зачнување на некакви градежни интервенции на овој простор, овој локалитет овде. Ако се случи фирмата на Усеини да победи на тендерот, што ќе биде познато многу брзо, тоа ќе значи дека тој сам ќе треба да се ја урива својата дивоградба, зашто општината Охрид ќе плати пари на неговата компанија. Компанијата Нефи ИК е основана во јануари 2010 година. Минатата година имала нето добивка од 305.000 евра, а во 2017 година истата компанија имала добивка од 18,8 евра. Тоа значи дека Усеини за една година имал зголемување на добивката за 1520%. Компанијата на советникот Усеини изминатите години активно соработувала со охридските и струшките јавни предпријатија, зашто има инкасирано неколку стотици илјади евра. Годинава во мај, Нефи ИК склучила договор со Охридски комуналец, вреден 47.000 евра, а кој се однесува за одржување на депонијата Буково. Но, неговата компанија се јавува како фирма со најниска понуда за реконструкција на кровови на 4 училишта во Охрид, на 4 различни тендери во вкупна сума од 125.000 евра, но конечната одлука за потпишување на овие договори се уште не е донесена. Минатата година пак има склучено договори со градските гробишта во Охрид и со Охридски комуналец. Претходно, истата фирма склучила и договор со општина Струга за одржување на депонијата од околу 80.000 евра.